Појавата на COVID-19 во нашата држава значително ја зголеми здравствено-економската криза. Стравот од заболување кај граѓаните кој е се поизразен придонесе да размислуваат своите летни одмори и слободни викенди да ги поминуваат во некои од домашните туристички центри. За љубителите на водните пространства, Охридско, Дојранско и Преспанско езеро се најчест избор, а на оние кои уживаат во природата на нашите планини, Општина Берово има понуди кои нашите граѓани, користејќи ги, нема да зажалат, бидејќи ќе можат да ги почувствуваат сите благодети кои ги нудат Малешевските планини со својот раскош и убавина. Градоначалникот на Општина Берово, Звонко Пекевски, истакнува дека и покрај здравствената криза сепак се бара легло повеќе, додавајќи дека туристичките капацитети се исполнети во целост, а дел од нив се веќе резервирани и до крајот на туристичката сезона. На подачите на општината имаме 3 хотели, тоа се Аурора и Спа хотелот, хотел Манастир и секако ВИП хотел и повеќе туристички, повеќе приватни сместувачки капацитети кои нудат можност за сместување на туристите во овој период од годината. Едно од туристичките места кои Пекевски ги спомена е Аурора Ресорт и Спа центарот, каде на корисниците им се нуди голем избор за одмор, но и рекреација. Тука имаме спа центар, имаме тениски фудбалско игралиште, имаме патеки за шетање, имаме фарма на срни, фарма на коњи. Значи најголема атракција сега во последно време е и јавањето на коњи во околината на хотелот или да кажам по падините на Малешевските планини. Имаме отворен базен каде што го топлиме и може да се бајнат овдека од 1 април до 1 ноември. Имаме затворен базен, имаме патеки околу езерото кои кружат, така да сите туристи кои престојуваат можат на сабали или навечер да ја направат таа тура и тогаш да бидат задоволни. Како идеја која веќе постои во многу туристички дестинации во светот, а може да се реализира и во Берово, Сирачевски посочи дека на Беровско езеро може да се направат повеќе содржини за рекреација, како што е пловење со кајаци или чамци, но без употреба на мотори, само со веслање. Со тоа еколошки би се зачувале флората и фауната во и околу езерото, но и водата, која е наменета за пиење на жителите на Берово и околните села. Сирачевски истакна дека за збогатување на туристичките понуди треба поголемо внимание да се посвети и на алтернативниот туризам, кој исто така нуди многу содржини. Овдека може да се негува зимскиот туризам, не толку за скијање, но овдека зимото е преубаво. Овдека паѓа снег и до метро и таа убавина да не може да се опише. Второ, овдека можеме да го кажеме дека можеме да го негуваме планинскиот туризам, затоа што е планина и луѓето можат слободно да шетаат по планините. Според неговите проценки во околината на Берово има и можности за приватни сместувања со над 500 легла, кои исто така ги задоволуваат потребите на туристите. Во Малешевијата постои и детско одморалиште, за кое градоначалникот на Берово, Звонко Пекевски, се надева дека наскоро ќе го добие својот сопственик или закупец, за да може и тој простор да биде максимално искористен, со што ќе се зголеми и бројот на сместувачки капацитети на подрачјето на Општина Берово. Постојат повеќе начини да се дојде до информација за се што нуди Берово во однос на сместувачки капацитети и забава, истакна градоначалникот. Сето она за кое пред малку вие спомнавте може да се најде на Визит Берово, значи на дел на веб страната на Општината Берово и секако она кое треба да се почувствува да се дојде во Берово, да се вкуси храната во одредени ресторанти, да се почувствуваат благодетите што ги нудат самите сместувачки капацитети и секако онаа понуда која даваат вештите раце на нашите произведувачи на здрава органска храна. Имаме дел понуда на самото Беровско езеро, а и во градот, каде што може да се почувствуваат производите кои се секој пат од производи на подрачјето собрани од падините на Малешевските планини, шумски плодови, разноразни сокови, домашни производи, кои со исклучително висок квалитет. Продолжениот празничен викенд кој е пред нас по повод Илинден е одлична прилика да се отиде во Берово и да се потврдат зборовите на градоначалникот Звонко Пекевски и собственикот на Аурора Ресорт и Спа центарот Славе Сирачевски, да се ужива во убавините на Малешевските планини и да се вдиши чистиот планински воздух.